Вили го посетува четириаголниот свет од Джери Арчер. Јојо исчезнува. Вили живееше во една мала куќичка во Кембридж со татко му и мајка му и помалиот брат Джейми, мечето Рандолф и мачето Јојо. Тој беше среќно момче кое уживаше во авантурите и игрите. Ги споделуваше сите своји тајни и сладки со неговиот другар, мечето Рандолф. Рандолф порано и припаѓал на мајка му, кога била помала, а пред тоа дури и на баба му. Тој беше големо кафеаво мече, со килибарни очи и големо меше. Вили и Рандолф седеа во креветчето во нивната соба на врвот од скалите, чекајќи да дојде мама и да им прочита приказна. Не и за секогаш и требаше подолго време да го исчисти тоалетот по бањањето на Вили. Мама не ме слуша веќе, натажено забележа Рандолф додека чекаа. Зошто? Праша Вили. Не знам, одговори Рандолф. Откако порасна, престана. Возрастните никогаш не слушаат играчки. Кога јас ќе пораснам, јас ќе ги слушам играчките, рече Вили. И Джейми ќе ги слуша. Обајцата погледнаа кон креветот до нив, каде што помалиот брат на Вили, Джейми, беше во длабок сон. И токму тогаш мама дојде трчајќи по скалите многу загрижена. Не можам да го најдам мачето Јојо, Вили. Си го видел ли? Откако го испивме чајот, не сум го видела. Како да исчезнало. Не сум го видел, рече Вили. Зошто не го прашаш Рандолф? Не се шегувај, Вили, рече мама. Сега не е време за тоа. Таа ја изгасна светилката и излезе од собата, без да му посака добра ноќ на Вили. Дури и заборави на нивната приказна пред спиење. Ете, гледаш што сакам да кажам, забележа Рандолф. Веќе не ме ни прашува. Сепак знам каде е Јојо. Не мислиш дека некој го украл, нели? Праша Вили. Се надевам не. Таа е многу дружелюбиво маче, одговори Рандолф. Одоздола се слушаше дека мама му кажува на тато за Јојо, па тие двајца седеа во тишина и ги слушаа. Насекаде ја барав, навистина не знам каде би можело да биде, велеше мама. Што сака да каже таа со тоа? Шепна Вили. Може би сака да каже дека не е во овој свет, му рече Рандолф. Постојат ли други светови? Праша Вили. Се разбира дека има, му одговори Рандолф, многу сигурен во својот одговор. Постои Јупитер, па Марс, мислам дека има и еден што се вика Тимбутку, но тие се многу далеку од овде. Значи, не може со автобус да се оди таму, нели? Праша Вили. Не, автобусот не оди толку далеку, рече Рандолф. Самоуверено, иако тој само еднаш бил во автобус и тоа пред многу години, кога мама се уште била мало девојче. За да стигнеш до другите светови, треба да леташ низ Вселената. Загрижени обајцата седеа во тишина, мислејќи за патувањето во Вселената. И тогаш Вили рече: Тато ми даде вселенски костум за Божик. Ми кажа дека можам да одам каде било со него. Ке се обидам да го најдам. Вили скокна од креветчето. Вилијам, врати се во кревет, извика мама одоздола. Рандолф се скри под чаршавчето, додека Вили напрсти и тивко тргна на кешкавчето со играчки. Почна да буричка. Низ играчките сонливо мрмореа, додека Вили го вадеше својот вселенски костум и го затвараше шкафчето. Тој го облече костумот и се врати кај Рандолф, кој се уште се криеше. Рандолф, излези од таму. Треба да ми помогнеш, да ми прочиташ што пишува на етикетата. Мора да сториме се за да ја најдеме Јојо. Рандолф дзирна од почаршавот и почна да ги чита упатствата на вселенскиот костум. Рачно перење на 30 до 40 степени Целзиусови, рече тој. Не, тоа не може да биде точно. Почекај, има копче на твоите гради. Пишува полетување. Мора да е тоа, Рандолф, заклучи Вили. Но како ќе стигнеш до таму? Рандолф размислуваше за проблемот, а кадифеното главче му беше потпрено на шепат. Знам што треба да направиме, рече тој. Ке ти ја држам раката многу цврсто и кога ќе го стиснеме копчето, заедно ќе отпатуваме во другиот свет.
Тоа е добра идеја, Рандолф. Ајде да се надеваме дека ќе успее. Вили го притисна копчето кое што му стоеше среде градите, а Рандолф ги затвори очите и цврсто му ја стисна раката на Вили.